Благодарам, почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани колеги, почитуван колега Цуклев. Во вашата дискусија неколку пати ги повторивте зборовите дека основна задача и функција на Советот за јавни набавки е да има поголема, односно да се зголеми конкурентноста и да се престане објавувањето на набавки кои што се без оглас. Неколку пати тоа го повторите и морам да ви одговорам дека и добро знаете и вие дека конкурентноста за жал наместо да се зголеми таа се намали. Тоа стои во повеќе мониторинзи кои што се направени врз основа на Советот за јавни набавки и сакам со вас да споделам еден факт заедно и со јавноста дека во 2016 година се склучени точно 605 договори за јавна набавка без објавување на оглас. Вкупната нивна вредност е 34,8 милиони евра. Тука се тие наведени што и нашиот координатор го спомнуваше, Рек Битола, кој што само за Рек Битола изнесува 5,8 милиони евра. На тоа ќе додадам и ќе ве подсетам на кои начин и како се набавија автобусите на јавното сообраќајно предпријатие во градот Скопје, исто без објавување на оглас и без никаква законска тендерска документација која што Советот за набавка, кој што сега го отстрануваме, не го приложи во нивните набавени документи. И втора работа, затоа јас ќе гласам за укинување на овој совет, бидејќи во овој совет само изискува повеќе пари од стопанските субјекти и го бирократизира нивното работење. За 2 години, односно 2016 година, се земени средства од стопански субјекти во износ од точно 1,8 милиони евра, а само првата половина до 2015 година се земени средства, односно во 6 месеци 1,2 милиони евра. За 2 години, ако сметате дека 4 милиони евра треба да се земат од стопанските субјекти, мислам дека е најмалку коректно. Затоа овој закон, кој што треба да се донесе и за кој што пак е повторно дека ќе гласам за, е целта да се намали бирократизирањето, да се намалат сите оние процедури кои што ги намалуваат ефикасноста, економичноста во работењето на сите стопански објекти без оглед кои да се. Од мене толку, ви благодарам.